Ивана го има следното прашање и вели како да си помогнам со постојана подуеност од секаква храна. Ивана, ова е па 30 некаде проценти статистички гледано во светски рамки, луѓето имаат проблем со константна подуеност. Значи, не се работи за слушај, јадам, не знам, овеси сум подуена, не се работи за глутен и ми создава подуеност, туку се работи за секојдневна подуеност после некаков оброк. И без разлика, значи, подуеноста се поврзува со три појави кои што се случуваат во дигестивниот тракт, а тоа е или поголема и преголема количина на вишок на газ, односно на воздух, или вишок на храна, или вишок на некаква течност. И она што треба да го направиш, прво, ако се работи, значи, ако е секако провери си на лекар, затоа што некогаш можеби да имаш некој хроничен проблем во дигестивниот систем и е добро да го испиташ, а не да го прашуваш на Google или на телевизија да чекаш да ти се одговори, бидејќи пак ја кажам, како што на Матеј му реков, индивидуализирај, види што точно тебе ти се случува. Но, оние совети во исхраната кои што можеш да ги практикуваш е прва работа да посегнеш по, има едно нешто што се вика елиминацијска диета, кој што за 21 ден исклучуваш одредени продукти. Од типот, исклучувам млечни продукти на 21 ден, друго се останува до сега што сум јадал, и после 21 ден ги враќам назад и гледаш реакција. Ако гледаш реакција на многу поизразена подуеност, тоа значи дека нешто во млечните продукти можеби е проблематично. И така практично ти си проверуваш едно по друго, продукт по продукт и група на продукти кои што можеби ќе одземе доста време, многу пати по 21 ден, но тоа е нешто што науката и медицината го препорачува. Друга работа е да јадеш во текот на денот почести помали оброци, затоа што ќе му помогнеш на дигестивниот систем полесно да ги обработува и да не се создаваат тие вишоци на храна. Друга работа е да џвакаш подолго време, бидејќи со џвакањето на храната подолго време ќе си помогнеш да ја истиснеш можеби остатоци од воздух кои што ги имаат продуктите и храната и при тоа да не влезе во твојот дигестивен систем. Друго нешто кога зборуваме за џвакање е да не се зборува, тоа и од мали не учеле. Значи додека се јаде е добро да не се зборува, бидејќи тоа подразбира повторно внесување на воздух во дигестивниот тракт. Џвакање на мастика е исто така може да биде причинител, пиење на течности со цевка исто така може да биде причинител, пиење на газирани пијалоци исто така се вбројува во причинител. Затоа пробај со елиминацијската диета, примени ги овие совети и се разбира почести помали оброци и џвакај по долго време.